Професорката Каракамишова стварно мислам без везе. Имало преседан во 98 година, тогаш се носел закон за употреба на знамињата и затоа што не го потпишал председателот и тогаш Уставниот суд го укинува законот. Сега требало законот за јазици да биде укинат заради тоа што на него не се потпишал Ѓорѓе Иванов. Кај е проблемот? Во одлуката од 98 година вели дека законот за употреба на знамињата се укинува заради 8 причини има и во последната се вели и председателот го нема потпишано указот за прогласување на закон. Киро Глигоров во тој момент воопшто не е ставен во функција да може да го потпише законот. Додека председателот на државата не го употреби неговото властување да го потпише законот или да му стави суспензивно вето, до тогаш он има право да го држи. Ако ставил суспензивно вето, тогаш законот оди на повторно гласање и после тоа гласање може повторно председателот да не го потпише. Би требало тој закон повторно да се разгледува, затоа што е председателот и втор пат не ќе да го потпише законот, но нема правна основа тој закон да не се објави. Киро Глигоров бил оневозможен да го употреби правото на суспензивно вето, што значи дека законот за јазици е донесен согласно законска постапка. Значи поминал еднаш на гласање на собрание, Ѓорѓе Иванов ставил суспензивно вето, законот се вратил повторно е изгласан. И нема потреба да стави Ѓорѓе Иванов вториот пат потпис. Туку законот оди во прогласување во Службен вестник. Што не е случај со овој закон, зашто Киро Глигоров воопшто немал можност да го стави суспензивно вето или да го прогласи закон.